Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови во Македонија, има финансиски помогнато неколку проекти од областа на биолошката разновидност во програмата за заштита на земеделската биолошка разновидност, агробиодиверзитет. Тоа значи зачувување на сорти, видови на растенија или животни кои што порано ги имало, но со текот на времето тие исчезнуваат, не се одгледуваат повеќе и како такви постои можност да се изгубат за секогаш. Било тоа да се житни растенија, било тоа да се говеда, овци, риби. Во случајов се работи за проект во Пијанечко-Малешевскиот крај за заштита на стари сорти пред исчезнување на круши и јаболка. Сдруженијата на граѓани се пријавуваат со проект да добијат финансиска помош, каде што и самите кофинансираат, преку надлежните институции да обезбедат калеми, кои што тие потоа ги распределуваат на своји членови, ги одгледуваат во случајов и поголемиот број органски, со што се доведуваат до заштита на животна средина од несакани и штетни хемикалии. Производот има органски сертификат кој ќе го добијат, крушата и јаболкото. Најважниот дел за Македонија е тоа што нема овие видови да се изгубат, нема да останат заборавени. Самите растенија, како што покажува и докажува искуството, се поотпорни на болести, не изискуваат прскање, не изискуваат вештачко наѓубрување. Значи добиениот производ е прво здрав за исхрана, потоа може да биде исушен или преработен, постои интерес во Македонија за истиот, а и странските пазари се тука. На Сдруженијето им помагаат други организации производители кои што се работат од областа на органското производство, имаат и обуки за истото, така да на крајот на краиштата видовите ќе бидат зачувани, а Сдруженијата на граѓани ќе имат работа и ќе имат приходи за своја одржливост. Подоцна, проектот може да се реплицира во други делови од Македонија, не мора за истите сорти, може и за други, а може да се зголеми, како што најавија иницијатива дека овој проект ќе биде зголемен со поголем број насадници на поголеми површини. Сдруженијето на граѓани Аронија од Делчево поднесе предлог проект до програмата за мали грантови на ГЕФ, Глобалниот еколошки фонд во Македонија. Проектот беше одобрен и почна да се реализира од 1.4.2008 година. Целта на проектот е да се заштитат и обноват старите сорти на јаболка и круша, кои во нашиот регион Пијанечко-Малешевскиот се веќе на изумирање. Има поединачни стебла кои граѓаните ги користат за своја употреба. Исто така на пазарот вакви сорти не може да се најдат. Идејата за да го реализираме проектот падна од повеќе членови на Сдруженијето кои сакаат да засадат, да подигнат насади од стари сорти на јаболка и круша. Проектот беше поддржан од ГЕФ со купна вредност од $5.454 и учество на Сдруженијето, како и проектот седен од јавната научна установа Земјоделски институт од Скопје. Исто така партнер во проектот беше и општината Делчево. Откако се детерминираа старите сорти на јаболка и круша, првично требаше да се обноват 3 сорти, но на состанокот на Сдруженијето на граѓани на извршниот одбор донесовме одлука да заштитиме само 2 сорти на јаболка и круша, и тоа јаболка циганка, позната кај народот, и крушата сулија, исто така карактеристична за овој регион.
Јаболката се карактеризира со посебна сточност, киселост и е погодна за сушење и е погодна за кај болните од диабетис. Исто така кршата е многу погодна за сушење и за конзумирање во свежа состојба. Еве, ова е едно од старите сорти од кои се земени калем гранки и калем гранките ги однесоме во институтот, земјоделски институт, фирмата Опитно поле во расадникот во Долно Лисиче, каде што се беа калемини и истите после беа донесени и засадени во нашата општина. Покрај заштитата на старите сорти на јаболка и круша, една од целта на проектот беше и подигнатите насади со јаболка и круша да се одгледуваат со методи на органско земјоделие. Затоа Сдруженијето донесе одлука на извршниот одбор да се доделат на 12 фармери садници со јаболка и круша. Инаку проектот додели 1050 јаболки со садници со јаболка и 350 садници со круша. Покрај тоа, проектот имаше за цел да се доделат и 10 легла со калифорниски црви, кои ќе се употребуваат во производството, во органското производство на јаболка и круша. Една од целта на проектот беше и заштита на животната средина, со тоа што насадите ќе се одгледуваат со методи на органско земјоделие, ќе се употребува биохумусот во производството и во производството на садници ќе се употребува биолошка заштита, со што се заштитува животната средина, се намалува употреба на вештачко ѓубриво, се намалува употреба на синтетички средства за заштита на растенијата.